Плюс 5 дечиња во градинките. Согласно мерките за заштита од COVID-19, во една група може наместо 15 да има 20 деца. Ова се последните донесени нови мерки на државата, согласно стабилизација на епидемиолошката состојба. И покрај пандемијата, заинтересираноста на родителите за упис на нивните деца во градинка не намалена. Во тетовските градинки пак, приоритет за упис имаат оние деца чии двајца родители се во работен однос и децата со самохрани родители. Моментално, знаете, министерот за здравство кажа дека веќе можеме да примиме плюс деца во групите и одма започнавме со тоа. Прво се повикуваат тие деца што биле запишани во градинка, но не сме имале можност да ги примиме. Продолжуваме со тоа дека двајцата родители треба да работат или да е самохран родител. Потоа, ако увидиме дека имаме уште слободни места, ќе бидат повикани и родителите кои за тоа време аплицирале на нашата страна, каде што рачунаме дека поголем број ќе бидат примени. Состојбата со заболени со коронавирус во градинките е стабилна, а повеќе од половина од вработените во овие установи се вакцинирани, вели директорката на детските градинки Младост од Тетово, Рамија Даути. Значи, во градинките во Тетово имавме неколку негователи и воспитувачи кои се разболеа од COVID-19, но не беше тоа алармантно, бидејќи беа разболени од сопрузи, имаја и други членови од фамилијата, значи не беше директно од градинка разболени. И 3 групи, за цело време само 3 групи имаме затворено, значи не е нешто алармантно. Веќе сега имаме повеќе од пола од вработените се вакцинирани и ревакцинирани, другите чекаат да бидат повикани, така што очекуваме да понатаму немаме никакви проблеми. Во тетовските градинки моментално се згрижени околу 370 деца, а работата во истите се одвива согласно протоколите за заштита од COVID-19.